Сосема кратко. Господине Панчо Иванов, цел мандат помина, сте ветиле, не сте исполнили. Немате локација уште. Да не зборуваме за проект. Проект за обезбедување финансиска компонента. За градежен проект. Фикција. Незамислива работа. Урбанистички план. Немате ни на памет. Дозвола врз база на урбанистички план после 7 години. Вие сте ветиле, господин Иванов. Мене поголема цел со овие амандмани е да покажам како функционирате како политичка структура. Јас знам дека ништо од това нема да направите. Ништо од това нема да направите. 2 години и 7 месеци, како што велите, е толку нека се. Ништо не е направено за Велес, па сега у последниот месец чуда ќе се случиле. У Битола топлификација ќе се направи за 20 дена и у Велес пречистителна станица, односно фабрика за црст. Отпати ќе влеземе во ЕУ на 28 декември. Ве молам. Пак ќе ви речам, не, значи јас со вас неќам да влегувам во лични расправи. Секогаш сум се обидувал и со вас, и со претходниот колега од СДСМ да изградам однос во интерес на нашите сограѓани, заради тоа што и вие и јас ги представуваме истите граѓани. Ние на улица која минеме не знаеме кој гласал за вас, кој гласал за мене. Во мојата зграда живеат луѓе што гласали за вас и за мене. Во вашето мало има луѓе кои што гласале за мене, има луѓе кои што гласале за вас. Така? Тие улици сите луѓе ги користат, тие градинки сите луѓе ги користат. Затоа ви велам, подобро е да најдеме начин да нешто постигнеме како резултат. Да не трошиме премногу време, има време и за дебати, и за расправи, и за све, ја не бегам од тоа. Пак ќе ви кажам, мене ми се познати сите овие податоци за сите амандмани што ги поднесов. Знам што се случува и како се случува. Сакав само да покажам, а и знаете вие дека во една дискусија ви кажав, не верувајте на ветување. Вие верувате, гледам се уште на ветување од владата, дека нешто ќе се направи во Велес. Немој да верувате. Ништо од тоа нема да се направи. Има во некои градови, ете, во Гостивар, например, вашиот председател Заев сега кој бил на трибина, се пофалил дека си изградил кров на некој училиште. Благе везе нема тоа, заради тоа што кровот на училиштето го прави локалната власт, која што благе везе нема со СДСМ на крај на краиштата, со средства од UNDP. Зошто ја кажувам овој пример? Макар таков проект некој да имаше во Велес. Макар таков некој проект. Јас стварно, значи да не ме сватите, не сум нихилист. Коректен сум, знаете дека внимателно дискутирам, внимателно анализирам. Неколку пати сум помогнал во овој период да се направат подобри релации со одредени институции за да се помогне на градот. Неколку пати сум ви се понудил да ви помогнам исто така. Свесен сте за тоа. Тоа сум го правил со чиста совест. Но не сум толку често во Велес колку вас. Но не можам да видам ништо што е направено во Велес во овие 2 години и 7 месеци. Ништо. Освен ако не броите споменици кои што се прават сега во Велес, да. Споменици. И некои, како да ги наречам, кружни токчиња. Не е тоа кружен ток, тоа е кружно токче. Една улица се асфалтираше таму во размах од 400-500 метри, тоа го кажа, пошто не беше поднослива се вози по таа улица. Ја друго, навистина не можам да видам. Јавното предпријатие го наследивте у позитива, го однесовте у минус, драстично. Општината не ќари ништо од државните пари. Тетово зема пари ова. Како да ви кажам? Знаете што се случи во Велес, севака на другите колеги да ви кажам од градовите кои што доаѓат. Кога дојде новата локална власт, се жалеше дека општината е задолжена. А општината всушност долгуваше на своето јавно предпријатие. За да се покаже као демек претходната власт локална многу лошо работела. А претходната власт локална префрлувала онолку пари колку што се доволни на јавното предпријатие собствено, затоа јавно предпријатие да дели плата, да функционира, да собира смет, вода и така натака и да биде во позитива. И беше во позитива тие 8 години што ги спомнувате. Доаѓа новата локална власт, предводена од СДСМ,
За да каже дека ова претходно не чинело, многу е задолжена општината. Зима, со парите кои што требаше да се градат улици, патишта и тротоари низ Велес, ги префрла на јавното предпријатие и ги чисти долговите. Во меѓувреме, никој дали не ви кажал на велешаниве, во меѓувреме владата предлага закон да ги исплаќа старите долгови на општините, си зимаат сите општини од тие пари, Велес не. Зошто ти ги префрлил од шупливо во празно, од едно во друго? Сега не ги чувам ја париве мои, сум му ги дал на татко ми. Тоа е, јавното предпријатие во собственост на општината. А тие пари можеше со едно гласање на 23 советници во Советот да се претворат и во оснивачки влог, без никаков проблем. Во исто време ништо не се гради во Велес, јавното предпријатие добива повеќе пари од општината, ама сега е во минус. 2 години. Колку е последната позиција на последниот квартал, господин Иванов? 180.000 евра за само 3 месеци. И тука. Ама 8 години работеше у позитива. Па тоа е. Затоа јас тука ќе ја прекинам дискусијата, ако имате реплика, вие дозволувам и последен да завршите ваш говор. Беше, ќе има време, ќе дебатираме. На крај, уште еднаш најдобронамерно. Посветете внимание, тука Ристе, колешката од Охрид, колегата Коки од Костадин, се извинувам, од Струмица, колешката Мира, да седнеме да убедиме еден-двајца од нив, да гласаат бар за 2 амандмани и да имаме утре образ. Јас да речем, ја ќе се пофалам, ја иницирав, ти ќе се пофалиш дека си излобирал, се прифатило и така натака. И тоа е начинот. Инаку вие расправи никогаш нема да завршат. Тоа што за мене е бело, за тебе е црно и обратно. И не е лошо, тоа е диалектика на политиката. Благодарам.